Оваа година детскиот културен центар Карпош или за повозрастните генерации познат како Пионерски дом Карпош ги слави своите 75 години постоење. Прекрасен юбилеј. Можете ли да замислите каква вривулица од деца и генерации поминувале низ оваа врата која што е зад нас, низ оваа прекрасна фасада која што не го менува ликот 75 години. Една таква карпошанка е и денешната директорка на оваа установа. Чисто задоволство ми е што во продолжение ќе зборувам со Билјана Лалчевска, Серафимовска. Ви посакувам добро утро, добре ни дојдовте во нашата програма. Добро утро и ви благодарам што сте тука во овој храм на уметноста. Ке ми дозволите да почеток да ви го честитам овој прекрасен јубилеј. Посакувам уште многу години да славите. Би сакала со вас, бидејќи сте дел, како што споменав, како дете сте биле дел од овој културен центар, да се навратиме низ спомените. Како го паметите? Што значи за вас овој центар? Прекрасно е чувството кога повторно ќе влезете низ вратите на сегашниот детски културен центар Карпош, но од другата страна сега како моментален раководител на оваа институција. Чувството не се опишува на вистина, тоа се емоции кои што на вистина еве и во оваа јубилејна година можевме да ги споделиме со сите мои пријатели кои што сум ги стекнала во моето детство, така што едноставно 75 години радост, среќа, 75 години насмевки, откривање на таленти, негување на таленти и секако кога ќе излезат од овие врати стануваат успешни луѓе кои што и ден денеска им е можеби професија, она што се занимавале луѓето, односно како деца во нашата институција. Во која секција бевте вие тогаш? Јас бев во фолклорна секција и во оваа прилика сакам да ги поздравам сите мои софолклорци кои што членуваа во тогашниот Пионерски дом Карпош, каде што наш инструктор беше господинот Тофе Дракулевски, една легенда која што на вистина со чест и големо задоволство секогаш и секаде го споменувам. 75 години постоење и истрајност и негување на културата преку новите генерации. Колку се менува нештата овде, колку денеска е променет пристапот на центарот, на културниот центар во однос на тоа како се негува културата, дали се менува во однос на тоа што новите генерации си имаат своји вредности? Така е, ние ги следиме потребите и желбите на децата и тоа е наша мисија, заради тоа што мораме да ги задоволиме и нивните желби и потреби. Во моментов нашата институција се занимава со организирање на слободното време на децата преку секции. Сите тие секции придонесуваат да младите кои што имаат некаков талент или па сакаат да го развијат во одредена област, како што е балетот, фолклорот, изучување на народни инструменти, изучување на класична гитара, хорското пеење, понатаму ликовното студио, да не ги заборавиме пинг-понгот и шахот кои што се од самото основање на тогашниот Пионерски дом Карпош. Значи секој оној кој што има потреба да се изрази, да кажеме, и да го негува својот талент, може да повели овде во детскиот културен центар Карпош. И впрочем морам да нагласам дека сите овие активности се дел од кандидатурата на градот Скопје, кој што би прераснал во Европска престолнина на културата 2028 година. Честитам ако е тоа така, навистина е убаво да се слушне кога еден ваков буквално символ на културата на градот, бидејќи заклучно со оваа седмица, односно од вчера, започна новата сезона на детскиот културен центар Карпош. Уписите се уште се во тек, да ги повикаме сите родители, баби, дедовци кои што не гледаат во моментот. Кој се може да се запише, за кого се отворени вратите?
за сите деца од целиот град. Морам да напоменам дека оваа јавна установа е градска јавна установа и во оваа прилика сакам да се заблагодарам на градот Скопје, кој е оснивач на институцијата, бидејќи секогаш ги следи нашите идеи, ни дава безрезервна поддршка. Тука е секторот за јавни дејности, тука е одделението за култура, тука е градоначалничката која што навистина не поддржува во сето она што го работиме и правиме од децата за децата, нели нормално. Ние како вработени кои што сме професионалци во својата работа, нудиме голема и широка лепеза на методи, техники и затоа само ќе порачам и ќе ги повикам сите оние заинтересирани деца, односно родители, да ги донесат своите деца овде, да ја почувствуваат магијата на овој храм на уметноста, како јас милувам да кажам, бидејќи со самото влегување во центарот имаме ние и што да понудиме и како тоа да го одржиме. Еве веќе 75 години, можам со гордост да кажам. Каков е интересот низ годините, директор? Ке забележувате пораст на интересот меѓу новите генерации или пак намалување? Значи, ние држиме една златна средина, затоа што децата имаат сега достапност на многу новитети кои што сакаат да се занимаваат со спорт, со друг тип на уметност. Ние имаме од се по нешто. Пак ќе кажам дека задоволни сме од бројката која што гравитира како членови. Значи имаме над 250 членови во различни секции според возраста. И според возраста ги создаваме и секциите. Да речеме, балетот кај нас децата може да се запишат уште од 4 годишна возраст. Тука да ги направат првите балетски чекори и сите оние кои што се предодредени да станат утре успешни балерини, да си го продолжат своето школување во училиштата за наменети за балет. Фолклорот е од 6 годишна возраст, изучувањето на класичната гитара 7 годишна возраст. Имаме 2 возрастни групи за ликовното студио, бидејќи интересите на поголемите и на помалите не се исти, така што за секое дете имаме катче и сето она што се заинтересирани, нели. Исто така имаме можности за децата со посебни потреби, кои што навистина ни се драги членови во нашата институција, така што имаме услови, имаме платформа каде што ја користиме кога ќе дојдат и тие да членуваат во нашите секции. За која секција најмногу има интерес? Па сега во генерално за балетот и за фолклорот, бидејќи се тие и најмасовни секции, можам да кажам дека другите секции не се помалку значајни, но бидејќи се води индивидуална настава, да речеме изучување на народен инструмент како што е тапан, гајда, дудук, тамбура и така натаму, значи тоа е индивидуална настава и нормално времетраењето на секој час е 1 на 1, додека овие групните, да кажам, секции како што се балетот и фолклорот се масовни. Верувам дека многу од родителите кои што биле дел од детскиот културен центар Карпаш денес ги носат нивните деца. Па можеби и баби и дедовци, не само родители. Кажете ми, сигурно имате вакви приказни. Може ли да споделите како реагираат кога ги носат своите дечиња, бабите, дедовците или родителите кои што биле дел од оваа установа? Апсолутно, мислам, сме имале такви ситуации и се уште имаме заради тоа што од вчера почна запишувањата во сите секции. Имавме една баба која што била член овдека. Тоа се евоцирање на спомени, убави емоции, ширење на радост и среќа и тоа го пренесуваат на своите внучиња, односно преку децата кои што доаѓаат овде. Интересни, приказни, понекоја солза, радосница, можам да кажам, заради тоа што нели годините изминуваат, ние се потсетуваме на сето она што било како дел од активностите во домот, се споменуваат личности, луѓе и токму
пак ќе се навратам на оној 75 годишен јубилеј. Ние го посветивме на вработените кои што се сега на заслужен одмор во пензија, значи луѓето кои што работеле во тогашниот пионерски дом Карпаш се тука, живи, здрави, беа гости на нашиот јубилеј. Им се додели една благодарница и статуетка за целиот свој вложен труд, скромни, а сепак да кажам ненаметливи, и затоа овој дом и овој центар обстои толку години и секогаш со радост и со љубов ние го споделуваме сето наше искуство. Да, немаме премногу време, само за крај да најавиме една манифестација која што оваа година по 32 пат, ако не се лажам, ќе се случува, да ги повикаме сите оние кои што сакаат да бидат дел од ОРО без граници. Така, како дел од богатата културна понуда, а во рамките на кандидатурата на Скопје Европска престолнина на културата 2028, од 15 до 17 септември во градскиот парк на Школка ќе се одржи 32-то издание на меѓународниот детски фолклорен фестивал ОРО без граници, кој е символ на пријателство меѓу децата. Ќе се одигра најголемото ОРО во градот Скопје, ќе тргне дефилето од просториите на детскиот културен центар Карпош и нема да откривам се, туку ќе ги поканам сите љубители на фолклорот да повелат на 16 септември со почеток во 19 часот да бидат гости на нашиот централен настан. Да, тоа е една убава традиција која што ја негувате и на огромна радост на нас скопјани. Ви благодарам за одвоеното време, посакувам уште многу јубилеи да славиме на детскиот културен центар Карпаш. Ви благодарам и вам и секогаш сме тука.